И оваа недела продолжуваме со потрагата по нови млади таленти. Денеска сме тука со вас да откриеме нешто ново. Некои нови наши млади таленти. Се наоѓаме во Државното средно училиште Свети Наум Охридски, Скопје, населба Капиштец. Добар ден, гледачи! Денеска сме во школото Свети Наум Охридски. По потрага на млади таленти. Па тоа е авантурите на Марк, четврта сезона, ги бараме сите млади таленти. Младите таленти денеска ќе се покажат овде, ќе прават фигурини, ќе прават неколку ствари така со зеленчук, со овошје, а они се малку посебни. А многу ги сакам тоа што се малку посебни така. Денеска ќе видите и јас со вие ќе уживаме. Ќе ги гледаме овие младите како ќе се представуваат, како ќе готват, како ќе прават неколку ствари што ни ние не можеме да ги направиме, ама вие ќе ги видите и ги гледаме заедно. Да видиме во каква авантура денеска ние ќе запловиме. Влегуваме во највеселата кујна на светот. Тука нема големи готвачи со високи капи и долги престолки, туку мали мајстори со големи соништа. Денеска сме тука за фестивалот на сочни фигури. Ово е 9-ти поред. Ке имаме прилика да видиме фантастични уметнички дела, направени од овошја, зеленчуци. Тука се подготвени благодарение на сите што имаат добра волја да ги донесат и да учествуваат и да бидат дел од овој настан. Со многу љубов и инспирација ќе работат сите деца и сите гости што сме денеска тука. Ке се обидам и јас да направам нешто. Сакам најпрвин да го поканам директорот на училиштето, господинот Јордан Стојановски. Ние од 1 септември станавме ресурсен центар. За ваша информација, Скопје и Западна Македонија покриваме во средните училишта со образовни асистенти. Пред се, како водителката, и јас сакам да спомнам минатото, и во минатото еден период бев директор, каде што со колегата Живко Јаневски, кој што сега ни е пензионер, преку Слобопут ги организиравме овие настани сочни фигури. Благодарам, денеска го видов и он присутен да одаде чест и задоволство на овој настан. Би сакал убаво да си поминете. Останатото ќе препуштам на водителката, која што ќе го води настанов. Уште еднаш благодарам на сите за присуството и имајте убав ден и убава забава. Ви благодарам. Дали сите твои другари се тука од Димо Хаджидимов? Да. Оделенија трето, четврто, второ, кое? Четврто. Кој е четврто? Четврто В. Наставничката. Здраво. Наставничката е таму. Здраво, добар ден. Можеме вака, не ли слободно? Така? Одговара вака? Добар ден. Ние сме од Димо Хаджидимов, четврто В оделение. Така? Децата подготвени, нешто спремавте? Спремни, да. Ќе изработиме најубави сочни фигури. За прв пат сте на овој настан? За прв пат, да. Се за здравието. Добар ден, јас сум Дејан Христовски, доаѓаме како представници од Средното училиште Лазар Танев во Скопје, угостителско училиште. И вистинска гордост ни е тука што сме на овој настан, затоа што на овие дечиња секогаш им треба внимание и плюс. Ке правите нешто интересно, вежбавте, се спремавте? Па ќе направиме некој карвинг од модри партизани и ќе пробаме да ги направиме убави. Втора, трета, која година сте? Четврта.
четврта матуранти. Да. Што правиме после матура? Остануваме во Македонија или одиме некаде на светот? Како е планот? Останувам во Македонија. А Андреј, од каде си, од кој училиште? Димитар Влахов. Димитар Влахов, професорката? Добар ден, јас сум Виолета Арсова, наставник по хемија. Ние сме тим од 5 ученици и 2 наставници одговорни. Имаме приказна за едно среќно семејство од овошје и зеленчук и на таа тема денеска ние ќе работиме и честни и среќни сме што ќе се дружат, ќе се забавуваат децата денеска. Прв пат сте на настанот? Прв пат сме тука на настанот, сакаме да кажеме дека ќе изработуваме голем број на фигури од овошје и зеленчук и на тој начин да покажеме колку што може да направиме од храната. Супер, така може и нешто друго. Може, секако. Ова е струката прехранбен техничар, така да покажеме подетално различни фигури. Здраво! Фестивал на сочни фигури. Знаеме кај сме били? Како се викаш? Ана. Ана? Кој оделение, од кој училиште? Јас сум четврто 2 оделение и доаѓам од училиштето Кузман Јосифовски Питул. Кузман Јосифовски Питул со вашата наставничка? Јас сум Билјана Младеновиќ, доаѓаме од основно училиште Кузман Питу, четврто 2 оделение. Драго ни е што присуствуваме на овој убав настан, што преминува во традиција, бидејќи и ние имаме традиционално одржувавме тиквијада, но оваа година тоа нема да се случи и ова нешто што овдека ќе се случува ќе биде нешто што ќе биде замена за тоа и многу добра замена каде што ќе научат нешто ново и нешто убаво. Работевте дома, со родители помагаат, наставниците во училиште кој? Сите помалку. Сите помалку. Некогаш и наставничката, родителите. За прв пат сте тука? Да. Така, добро, твоето име? Ива Клисаровска. Ива и? Матеја. Матеја, кој ни остана? Дарија. Дарија. Поздрав и за вас. Здраво, како се викаш? Јован. Јован, кој училиште? Александар Рударевски. Александар Рударевски. Која општина е ово училиште? Сандево, да. Кој оделение? Трето. Четврто. Чекај, сега почна. Само што почна учебната година, малку се збунивме, веќе четврта. Да, четврто. Со наставничката? Јулијана Јакимовска, оделенски наставник, четврто оделение и ние прв пат сме поканети на овој фестивал, па да се потрудиме нешто да направиме од овој зеленчук. Јас сум Дарија. Дарија и Мелани. 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 Дарија и Мелани, заедно со четворицата другари од исто оделение, ќе видиме што ќе испадне. Здраво, девојки. Здраво, добар ден. Јас сум Нела Тарик, 9 оделение од училиштето Ѓорче Петров. Каде што јас завршив. Здраво, девојки. Не верувам дека се уште истите наставници, но сите да ги поздравите од мене. Ќе ги поздравиме. Може би има некои фотографии таму, низ ходниците. Што ќе ни се представите? Јас сум наставничка на ликовно образование, Анастасија Стрезовска. Ќе ви изненадиме малку, имаме неколку идеи и ќе се представиме малку креативно со овошјето и зеленчукот. Вашите имиња? Мартина. Мартина? Нела. Мартина и Нела. Ајде да видиме што ќе ни направат денеска ученичките од основното училиште Ѓорче Петров. Кој сме ние? Да ни се представите? Терајанка. Повели? Бени. Бени. Јаки. Вики. Ана. Вики, Ана и сите други тука. Што ќе правите денеска? Дали сте договорени или секој ќе се прави нешто различно? Знаете ли? Што ќе биде? Ќе правиме оца и Еже. Така, вие знаете или ќе видиме тајна нека биде. Изненадување, така? Договорени. Ние продолжуваме понатаму.
Како видовте, ги представивме сите тимови. Сите тимови сега се спремни, полека си земуваат намирници што му требаат за да го приготват тој фигурини и такви ствари што се предвидени за нив во главата, што го имат измислено. Ке направат нешто убаво, тоа сигурен сум. А ги видовте сите млади таленти. Полека се знае во Македонија ќе има и повеќе млади таленти. Ќе одиме кај нив, одиме на потрага на млади таленти. Тоа е поентата од емисијата. Ајде, да одиме кај нив, да разговараме малку со нив. Одиме. Како изгледа. Ајде, кој да ми објасни? Ова е? Делфин. Добро. Ова е глушец. Глушец, добро. Ова е пингвин. Пингвин. А буфо ти личи на пингвин. Да. Една птица, една птица. Браво, многу ми се допаѓа. А делфинот ќе ги носи во езерцето да се движат и да пливаат. И плюс има и приказна. Браво. Да, одлично. Ајде. Ајде, млади таленти, покажете малку, од каде сте вие? Општина Кисела вода. О, браво. Што ли направите денес? Замок, ова е замок тоа што го направите тука. Браво. И што ќе има? Ќе има некој што ќе се шета во замокот? Кој ќе се шета во замокот? А, принцезата. Епа, нормално. Каде принцот? Го нема принцот. Треба да го направите уште. Епа, добро. Принцот ќе дојде. Принцезата е тука, тоа е најважно. Ајде. Супер. Браво. Продолжете така, се гледаме после. Ајде да погледнеме што направиле овие млади таленти од денес. Ајде да гледаме. Епа, ова може да се каже од тие убаво. Видете што направиле. Така? Што направите убаво? Кажете ми, објаснете ми малку што направите овде. Со јаболка гледам, со морков, гледам со краставица. Две? О, браво. Еј. Многу се вредни. Ајде, продолжуваме. Да бъдете преубаво. Ова кактус. Добро. Овие се цвекиња и ова неколку дрвца. Да. Супер. Елки. Ова ни е И после свеќе изедиме? Да. Супер. Браво. Ајде, продолжуваме. Браво, како сте насмејани. Ова се убави млади таленти, убави девојчиња. Што ни направите убаво денес? Ајде, објаснете. Ова сега треба да биде ракче. Како? Ракче. Ракче. Мене ми личеше повеќе на сонце, ама ракче. Покажете ми што направите убаво денес. Гледам како една количка така направите. Што направите? Ова е ова е Уба мара, добро, и една кола. Епа, супер, ќе си возите денес. Да. Браво. Многу ми се допаѓа. Ајде, продолжуваме кај другите. Убаво, што си река? Супер, победете. Убав ден. Ајде да видиме овде што има.
кај мојот пријател Дени. Ајде. Тука сме. Ајде. Дени, со твоите ученици овде. Што ми направите ти убаво? Ајде. Ние обработуваме тиква денеска. Сакам да видам колку им е развиена италијанската фантазија. А италијанска фантазија? Германската Во тиква? Да, сега, да. Добро. Не знаеш за италијанските тикви? Не знам, има нешто посебно. Да? Окей. Ја ги знам македонците, ама италијанските тикви. Развиваме тука и германска прецизност, и италијанска фантазија. Ама гледам, на вистина, Халоуин како почна да доаѓа, ќе ставаме на свикиче, така се кажува, потоа ќе свети, ќе биде... Ја направиме да биде баш онака како што треба. Сакам да видам замислата до кај име, што име, да сите заедно комуницираат, се договараат, и тоа е добро кога станува збор за тим. Тоа треба, тоа треба. Вие сте од Лазартаневците, а? Сите. Па да. Браво, ајде, гледај. Убаво снимано тоа, на вистина вреди да се покаже. Нашата иднина, нашите млади таленти на работа. Ајде, уште таленти. А секаде има таленти денес, млади по возрастни, има сите си имат свој талент. Го имат во срцето. Во срцето имаме сите љубов и таа љубов ја шириме и преку храната, на вистина. Така или не? Не само ти вашата љубов се гледа во вашата насмевка. Дали сте насмеани? Од каде сте вие? Од кој имате нешто посебно училиште? Сдруженија сме ние, Сдружение Аутизам АМК, Жуалка Плюс, Тања, Мите, Јован, тие сме заедно тука. Мило ми е да ве запознам денес. Покажете ми малку, кажете ми што направивте денес. Ние направивме желка, лисица, жирафа, гасеница и пингвин. Супер! Ама како убаво изгледаат? Браво! Убава имагинација, на вистина со зеленчук не толку лесно да се прави. Треба малку декстеритет, не знам. Па се снајдовте. Епа, се снајдова. А ние одиме понатаму. Браво! Еден аплауз за вас. Продолжите така. Од каде сте? Од Скопје, да, ма имате училиште нешто така? Не, Сдружение. Сдружение. Епа, имаме еден сдружение. Здраво, добар ден. Марко. Имаме правилата. Јас имам нешто. Имаш шо? Е нова звезда. Звездата е тука за тебе. Јас сум супер звезда на Марио. Ме така треба? Супер. Ајде, покажете ми малку што направите денес. Ајде. Што направи? Гасеница. Уште не е довршена гасеница. Гасеница. Добро. Ова имаме еден авион. Авион, да. Се вика Dusty Crop Hopper. Супер, одлично. Лувчето. Да. И лисица. И риба. И куче, ама мало души. Со имагинацијата све се прави. Браво, многу ми се допаѓа, на вистина направите нешто убаво. Еден аплауз, заслужувате? Заслужуваме. Ајде, браво. И ќе продолжиме по потрага на други млади таленти. Имајте убав ден и со среќа. Фала. Па имаме екипа многу весела денес. Не знам што се случува овде, ама сите така се многу, да? Не само ти обочео, да, обочео. Само овоше зеленчук. Од каде сте вие? Јас сум од Цветан Димов, ама они се домакините. Добро, они се домакините. Да, добро. Супер, што ни направите денеска? Можете ли? Воз. Тоа е воз, добро. И што, гледам од тиква, од модер патричан, од домат. Браво. Еден воз. Што ќе има во возот? Ќе го јадите или што ќе прави? Што ќе се прави со возот после? Салата. Салата? Една убава чорба, една супа, не? Еден потаж? Може и тоа? Супер. Мило ми е за ме гледамо ти се они многу весели. Ајде да земаме нивната енергија, да продолжиме понатаму и да видиме уште други убави таленти од Македонија. Епа тоа е. Аплауз за вас. Пак ќе кажам уште млади таленти. Млади, они се малку повозрастни, ама таленти се, талентирани се. Ајде да се представите, кој сте вие? Ми само ти се познаваме, да не кажувам сега. Вие сте од Порака? Имавме прилика да готвиме заедно и сега. Што ни направите? Убаво денес, гледам, Бе, вие дојдете, шо? Па ајде. Што е тоа?
е овче со зеленчук. Добро. Ова се ежиња, а тоа ќе биде овца. Што ќе биде овца? Овца. Многу личи на овца, да. Имаме карфиол сега уште, ама ќе биде овца. Ајде. Ама ќе биде. Имам уште ештука и све. Ама какви убави ни направиле денес и све тоа ќе го рапаме после. Или само ќе го сликаме. Супер, многу добри се. Еден аплауз. Да. Ајде. Со среќа. Се надеваме дека. Ајде, а ние продолжуваме потрагата на млади таленти. Значи песната е Гуши бац, песна која напиша Мијата и Весна Малинова и која што секогаш ја пееме и нормално и овде дека ќе ја пееме. Меѓутоа, за да биде пеена како што треба многу дечиња да дојат овде пред мене. Значи секој кој сака дојдете овде да ја пееме песната. Кои шарени? 300 милиони. Овде Самарија не е таму позади. Таму рано сонце изгрева, таму сонце късно заоња, кај што сенда среќа мириса на Македонија, кај што сенда среќа мириса на Македонија. Таму шара небо искина, таму варда земја милува, денот таму со песен почнува, таму е мојата фамилија. Што да кажам малку срцем гради ќе ми распухне, а
Аштом тоше зајди, зајди запе, сите добро знаат кои сме. Ей, да пеја малку срце вели дома врати се. Има само еден лек за душава, тоа е мојта Македонија. Пази што ми ветуваш, таму секој на секој верува, таму збор е вреден како грош, и таму нема човекош, таму збор е вреден како грош, и таму нема човек лош, таму љубов сказна тишува, со полни гради се вдишува, со солзи мајка ме очекува, таму песна болка лекува. Нешто да кажам малку срце гради ке ми распукне, а штом тоше зајди, зајди запе, сите добро знаат кои се. Не и да пејам малку срце вели дома врати се. Има само еден лек за душава, тоа е мојта Македонија. Можете, но не можете со мои очи да ја видите, би заеле, еј, колку сакам дома да се вратам. Настан што не обединува преку боите, мирисот и вкусот на природата. Овој фестивал не е надпревар. Тоа е празник на инклузијата, креативноста и љубовта кон храната. На секоја маса денес ќе внесеме уметност, ќе создадеме тимска работа и ќе изнудиме многу насмевки. Денес учениците ќе ни покажат дека со малку фантазија, свежо овошје и зеленчук ќе може да се добијат вистински уметнички дела. Искрено ви благодарам на сите што го направивте овој ден да биде толку значаен. Ви благодарам што секогаш сте тука со срце и поддршка. Ајде, представник ни треба од Диман Хаџидимов основното училиште, кој ќе ја подигне благодарницата.
вие сте тука, па повелете. Ќе ја даде на наставничката. Добре. И за наставничката. Марк. Добре. Благодарниците. Ајде да видиме од средното училиште Лазар Танев, представник да ни дојде, да ја подигне благодарницата. Еве наставничке. Представникот Лазар Танев и од Димитар Влахов. Тука сте. Повелете. Дејан Христов. Представникот од Димитар Влахов. Еве сте наставничке, повелете и вие. Вашето име беше? Виолета Арсова. Виолета, ова за вас, повелете. Чучер Сандево, Александар Рударевски, Основно училиште Александар Рударевски. Ова е за децата. Наставничката, вашето име беше? Јулијана. Еве, повелете Јулијана, ова за вас. Основно училиште Ѓурче Петров. Основно училиште Ѓурче Петров. Ајде, девојки, ова е за вас. Наставничката беше Анастасија Стрезовска, повелета. Што имаме друго тука? Дневен центар Доза среќа. Дневен центар Доза среќа. Повелета. Кон камерата ве молам, па ве молиме. Ете така. Центар за церебрална парализа. Ова училиште. Кузман Јосифовски. Повелете. Епа денес видовте ќе се прат фигурини од овошје и од зеленчук. Што оди најубаво со овошје и со зеленчук? Еден дип сос, јас кажувам така дип сос што се мацка со зеленчукот, това со президент. Навистина президент за мене е најубавото сирење што го имаме на пазарот. Направив една рецепта со малку крем павлака, малку президент, како да кажам, кравјо сирење, имаме протеинското, исто протеинското, навистина тоа е најубаво, и алпско. Ова го мешаме, ќе му ставиме малку сол, пипер, ќе му ставиме неколку меруди, моите меруди, и тоа ќе си земат, ќе си мацка. Ова ќе види прекрасно. Мислам ти, тоа е тоа, ќе дојдат и ќе се уверат сами. Представникот порака, повелете ова за вас. Епа, на крај, навистина, што направивме со овие убави намирници, обавезно со овошје зеленчук, малку дип од президент, мешавина, имаме сирење, имаме павлака, имаме јогурт, све тоа мешано, имаме бавина. Со брокула. Благодарам. Така ли треба? Чекай да не гледат камерите. Епа така се прави. Епа вола. И сега устата за Еве, благодарам. Благодарам. Ви благодарам што многу. бевте. Прекрасно Фала. беше. И да се видиме. Убаво си поминавте, тоа е најважно.
Епа. Јас одлично, многу вкусна салатава. Рецептот ми треба за дома. Благодарам. Епа ова покажува искреност. Гледајте како децата уживаат во овој сос што го спремав со овие неколку наменици од президент. Гледајте. Ја уживам од и деца да јадат сирење тешко, ама сега Епа доаѓаш на добар момент. Да. Више. Ајде се отиде. да видиме нашиот главен готвач Марк што ни подготвил денес. Ништо не подготви специфично. Тоа ми беше само чисто така да имат еден гарнир, да кажеме, со овошето со зеленчукот што го имаше на располагање. Ама чекај. Ти си главниот денес. Мора ти да ми кажеш малку повеќе за идејата, за све тоа што го направи денес, за овој убав настан. Навистина го правиш ова. Се трудиш да го правиш ова редовно. Ајде кажи ми малку повеќе за ова. Епа. По повод Светскиот ден на здравата храна, денес го прославуваме 9-тиот фестивал на сочни фигури. Значи тоа се фигури од овошје и зеленчук. И само ти сите ги видов некако ги правиле и све тоа одлично се правиле. Кои нашите учесници, видовте помасите, ги направија во спектакуларни дела. Да. Убави за гледање, уште поубави за конзумирање. За лапање, како јас кажувам. Значи денес видовме дека сите можеме заедно. Значи овој настан не беше од надпреварувачки карактер, беше од инклузивен карактер. Покажавме дека можеме заедно да направиме многу уникатни работи, да истакнеме уметноста преку храната и многу е важно да го истакнеме тој момент дека по завршувањето на настанот сите има зелени кесички во кои што ги става овошките и зеленчуците, оние што ги употребиле, а ние потоа ќе ги преработиме во кујна и ќе ги направиме во некое вкусно јадење. Тоа ми кажа ти беше поентата да ставим поташно. Може би заедно ќе се обединиме, ќе направиме нешто интересно, ако имаме, ако не ние во кујната со моите ученици ќе сигурно ќе подготвиме некое вкусно јадење. Дел од лушпите ќе имаме тука имаме дехидратор, ќе ги дехидрираме, ќе ги сушиме, ќе ги направиме во прашкаста материја, потоа или како чипс или како зачин ќе ги змелеме, ќе ги со нив ќе подготвиме зачин. Оние делови кои што не можат да најдат примена во исхраната, кои што се малку повеќе оштетени, тие ќе ги компостираме и на тој начин сме завршиле една многу убава приказна. Храната покрај тоа што ни служи за игра, го истакнуваме и оној екоелемент, односно да 100% искористување на овие продукти. Ќе се дополнувам на твоето. Каже, навистина храната не се фрла. Од храната може све да се употребува, од почеток до крај. Многу сум среќен што има луѓе како Александар. Такви луѓе треба да имаме и повеќе во Македонија. Оти навистина живееме со многу луѓе. Македонија е мала држава, а имаме многу луѓе што се и посебни. Не можеме да кажеме нормални, оти сите сме малку посебни, сите имаме посебни потреби. Посебни потреби, така, секој. Сите сме такви и мислам оти треба да се научиме да живееме сите заедно и да функционираме. Ете тоа. Пораката е многу јасна, значи што сакаме да испратиме дека треба да има место за сите нас, дека заедно можеме да бидеме на едно место и да создаваме дела. Марк не случајно го повикавме, значи он е човек кој што преку храната, мислам, создава уметнички дела, шири. Не сака да збори за него, ама и он е таков, навистина. И така да заедно она приказна да шириме и одиме понатаму, сигурно. Ете тоа ќе биде навистина уште една долга приказна околу храната. Фала ти, Александар. Благодарам на вас, значи на тебе посебно, Марк, на сите овие тука поддржувачи кои што се денес со нас, сите денес покажавте дека сте извонредни пред се луѓе, а понатамо уметници. Поздрав на сите. Поздрав. Погледнавме прекрасна лепеза на овие големи, а толку млади таленти. А сега продолжуваме.
Да видиме што тоа нас не очекува во оваа бодовна листа на нашите шампиони. До сега бевме сведоци на едни прекрасни таленти. Некој се снајде подобро, некој можеби потпадна под притисокот на нашите рефлектори. Но, затоа сме тука. Продолжете со нас и погледнете бодовната листа.